Мистер Адеми, што е проблемот што унгарскиот кредит предизвикува прилично дебати, но и загриженост кај дел од јавноста, ако знаеме дека каматата е прилично ниска? Проблемот не е во ниската камата, проблемот е во интервенционизмот што го прави владата и наложува на комерцијалните банки како да функционираат. Која е мотивацијата на банката да ги пласира тие пари за таа каматна ставка, ако за поголема камата може да ги инвестира во благајнички записи или во обврзница, државна обврзница. Значи, таквите камати доаѓа до 4,25. Зашто би преземале они ризик да пласираат камати на парите кои што и онака може да добијат поголем профит ако ги инвестираат во други финансиски инструменти. Тоа е целата работа. Државата им го дава со одредена камата, а банките обично на таа камата, обично нивната камата е 1,5% над парите што ги зимаат како извор на пласирање, и тоа е они го рачунаат тоа како нивен менеджмент сервис. Значи 1,5 е да ги покријат трошоците. Сега тоа доаѓа околу 3,5, а се знае дека ако ги инвестираат во државни обврзници во благајнички записи, добиваат 4,25, 4,50. Сега која е мотивацијата? Која е таа економска мотивација вие да им сугерирате на банките? Се има тука една работа, премиерот им вика, вие имате и така, многу имате профит. Дај покажете малце обштествена одговорност, ама тоа во приватниот сектор не се прави вака секторски. Ти можеш да им наложиш на една или две компании да прават. До душа јас се согласувам малце со премиерот. Ако има еден сектор кој што е профитабилен во Македонија, тоа е банкарскиот сектор. Но интервенционизам, вака со PR и со вакви големи изјави, со вакви policy making работи, тоа не има, тоа се прави зад завеси. Тоа се прават, тие преговори се прават со банките или со нивниот менеджмент малце надвор од очите на јавност, и после се доаѓа до одреден договор, например, да се пласираат. Сега вака сте ги ставиле вие, сте ги ставиле во адакта, значи да они да прифатат и да не прифатат. Економски нема никаква логика, ви кажам, затоа што тие пари они со 3,5 пласираат пари кои што се ризични самото по себе, пошто нели кредитот е ризичен. Те може некој да ти направи дефолт, да не ти ги вати парите, и ти тогаш треба да го превземеш тој ризик. А вие имате финансиски инструменти за кои што ризикот е нула, а добивате подобри returns на тие пари. Така да таму праќање, таму нема нема голема економска логика, ама од друга страна па кажав тоа што го вика премиерот, да има некоја општествена одговорност, кој што реков пак ептене сега се ставени се под притисок банките, затоа што не се прави тоа така, да се изјави прво во медиумите, па после да се контактираат банките. Тоа се прави прво се контактира со нив, па после кога ќе имате одреден договор, тогаш нели тоа го објавувате во вашите соопштенија, да кажеме. Стравувате ли дека власта ќе врши прилично агресивен некаков притисок и ќе дојде до практично и до политичка одмазда доколку не се согласат компаниите да бидат дел од овој процес на унгарски кредит, односно проект унгарски кредит? Не знам дали ќе биде агресивна, тоа не можам да кажам пошто немам факти, но мислам барањата на премиерот. Во пазарна економија најмногу што и пречи е тоа што се вика економски интервенционизам. Ова е типичен интервенционизам што го правеше Груевски или таа некоја десничарска партија, преку такви проекти. Ние имаме градежничко Скопје 2014, таму ви им давате куп пари на градежни компании, исто вака интервенционизам, им кажувате на банките, ги ставате под притисок за да они пласираат пари што ги земале вие во 4 очи со одредена држава. Во Македонија има милион вакви кредитни линии кои што банките и така ги имаат.
Што е тоа што би било тука би дало допринос до дадена вредност, тие 250 милиони, колку се пари од тој унгарскиот кредит, што би било поинаку. Ние имаме банки тука што даваат на green technology, зелена економија, и даваат за машини, значи и сега каматните ставки се на пониско ниво, зашто глобалната економија е така, во рецесија. Така да ова одредена и овој притисок од власта, освен политички маркетинг или политички пиар, на вистина не можам да го објаснам, пошто на банките им седат милиони пари во резерва или им седат неискористени, а ги канат компаниите да можат да земат овие кредитни линии. Така да земаш дополнително пари кога ви имате куп пари ваши неискористени, не знам која е таа логика. Треба да го кажат тоа самите комерцијални банки. Факт е дека банките во Македонија имаат малце повисоки стапки, ама тоа е дел од нивната политика. Они имаат стандарди и политики како ги ценат нивните услуги или производи. Исто како што имате во мало продажба колку чини млекото или колку чини левот. И ако вие викате, ама ние сме земали од Србија, например, млеко со голема тонажа, ај се намалија цената, мене тоа ми се чини дека правите дефолт, правите го минирате вашиот производ, кој што и така го пласирате со години. Сега тоа во економија се вика, ако јас сум земал кредит ланска година, например, сум земал со 4,5, оваа година некој друг зема со 3,5. Тоа се вика free ride. Free ride е вика бесплатно возење. 1% он добил. Сега, зашто вие една група на луѓе или една група на компании фаворизирате на сметка на тие што земале порано? Така да сите се овие прашања што треба да ги објасни некој. Добро, околу овие камати, велите дека се прилично високи каматите кон граѓаните. Не сметате ли дека Народната банка е таа која треба да интервенира практично? Интервенира, ама сега Народната банка преку издавање на благајнички записи и преку држање таа некоја стриктна монетарна политика доаѓа со трошок. Значи ти за да одржиш фиксен курс на денарот, ова е трошокот, значи да емитираш нон-стоп такви финансиски инструменти за да може да биде баран денарот. Така да вие во политиката за да држите еден вид на една фиксна, да кажеме, курс према еврото, вие ги емитирате овие финансиски инструменти кои што ги пласирате преку комерцијалните банки. Така сте ги навикнали, така сте ги научили нив. Се банките која е мотивацијата на банката, тоа цело време го кажам, која е мотивацијата на банката да пласира кредити кои што се ризични, пошто не знаете вие дали ќе го врати граѓанинот или дали ќе врати компанијата, кога овие ви се бесплатен профит. И така ги добивате овие пари. Така да со ваква монетарна политика од Народна банка и со ваков многу скап фиксен рейт на денарот или ова се последиците. Стапка, да. Овие се последиците се. Последиците ги плаќаме ние граѓаните за тоа што плаќаме поскапи кредити, за тоа што комерцијалните банки прво ги сервисираат Народна банка и власта, па после доаѓа граѓанинот или компаниите на МВН. Велите дека овој унгарски кредит практично ќе биде финансиран и луѓето од Македонија ќе го прифатат, оние луѓе кои имаат сомнителни мотиви, чија крајна дестинација е практично припадништво кон Русија. Или мене ме загрижува многу, секогаш кога е на власт ВМРО имаме вакви превирања. Имаме, например, декларативно они се за Европска Унија, а постапките нивни им се за некоја друга федерација која што не знаеме што е. А со самото тоа што во македонската интелектуална елита има дискусија за други алијанси, како што е БРИКС, како што е некоја политичка алијанса со Унгарија, со Русија, со Србија, па Македонија рачунат како трета република Српска, целиот Балкан. Тоа е многу загрижливо, пошто Македонија и географски, и економски
припаѓа во Европа. И ако ние гледаме сега нашиот развој економски, ќе видите дека тука ние сме живеели од кредити од европски финансиски институции и од пари, од техничка помош, од грантови на Европска унија. Така да овој грант не доаѓа, овој кредит не доаѓа природно, не доаѓа по таа линија на која што сме ние навикнале да одиме. Така да мислам дека со каматата од овие пари ќе се финансираат се поише и поише луѓе кои што ќе бидат алтернативни решенија, која што мислат дека Македонија доста е од Европска унија, ќе расте евроскептицизамот, ќе почнеме да имаме пријателски односи со такви технократи како што е Вучич. Па имаат веќе пријателски? Има, да, ама ќе се интензивира тоа и на економски план. Еве сега ние ако имавме некоја соработка трговска, сега више влегуваме и финансиска соработка со парите. И вие ако имате производ и пари, третото преку Опен Балкан, работната сила вие нели соработка имате, тогаш само останува тој политичкиот дел што е уставот што нас не дели. Иначе делбата е више ние сме споени таа матрица на мислење. Така да ако има во Европска унија милион прашалници за Орбан, ние сега тие прашалници викаме да тоа е решението, он е политичкиот партнер и треба да се замислиме околу таа постапка или однината одлука. Околу политичкиот сегмент, други толкувања се дека практично ова е политички кредит, политичка одлука да се има блискост кон Орбан, кон Унгарија, кон едно автократско владење. Апсолутно. Ако може Орбан да биде тројанскиот коњ во самата Европска унија, они бараат сега стратешки партнери кои што ќе се одвлече вниманието од Унгарија и ќе бараат да има политичка криза врз таа трансверзала и таа вертикала Унгарија, Србија, Македонија, па зашто не и некоја друга држава во регионот, за да покаже Унгарија дека ние имаме критична маса тука на држави кои што имаат различни мислења од Европска комисија или официјалната политика на Европска унија. А тоа е блиски економски и политички со Русија и со Кина. Да. Затоа сега имаме, например, многу голема дебата и гледам и баш тоа се чудам како се појавија сите овие интелектуалци по телевизиски емисии кои што викаат дека Македонија треба да направи некој стратешко партнерство со БРИКС. Тоа е со Бразил, со Русија, со Федерација, со Кина и така натаму, кои што се дел од таа некој економски алијанс. Така да овие мислења или овие што ги кажуваат македонските интелектуалци, дел од нив, не се погласни и погласни. Сега, ако на тоа имаш и вакви сомнителни пари, кои што утре би ги финансирале да имаат поише платформи, да бидат катализатори на јавното мислење во Македонија, јас се мислам дека тоа може да биде еден ден и факт. Да не доведат пред свршен чин дека ние со еден референдум не сакаме више Европска унија, сакаме некоја друга федерација. Не се знае кои компании практично ќе го добијат дел од овој колач на унгарскиот кредит, но историјата покажува, искуството покажува дека станува секогаш збор за компании кои ќе профитираат благодарејќи на блискоста до власта и обратно. Тоа е така историски, они направија и Македонска банка за развојот, па имаше компании кои што беа или дел од владеачките партии ВМРО и ДУИ, или беа компании кои што утре се споја со таа некоја владеачка гарнитура. Не би сакал да мислам дека тоа ќе биде и сега, ама историјата кажува дека вие сте во право, дека така може да се појават компании кои што се нови, ама утре може да ги придобие ВМРО или па одредени компании кои што ги финансирале, кои што ја финансирале кампањата или се блиски до владеачката гарнитура, да ги добијат овие пари, а при тоа да нема некоја економска логика за земање на кредитот.
Види се, ние имаме многу сумнителна работа. Ние имаме од времето на Груевски имаме пари, одлив на пари од Македонија према странство, посебно во Унгарија. И сега тие луѓе доаѓаат како странски инвеститори тука. Еве сега влегуваат во фудбалски клуб Варда и така натаму. Значи, ако ја гледате трагата на парите, тие завршуваат во едно место, а доаѓаат како странски инвестиции во Македонија. Значи, ние инвестираме во нас. Да. Ние како граѓани во сомнителни пари. сомнителни. Да. Овие компании мора да имаат издржани проекти, но не гледаме ние најава за подобрен превоз, јавен превоз во Скопје или пак за чистење на ѓубрето. Во кое е потонато цело Скопје? Не, овие пари не се за тие, овие пари се за приватните компании. 250 милиона се за општините. Да. И тие за треба тоа да ги говорам. земат. За тие тоа пари. говорам. Па да, тогаш тие пари, ама од тие пари не земало ништо град Скопје. Колку што знам. Не доби онат. Не доби. Имено тоа е прашувам. Не доби, да, не доби затоа што во Македонија 3 работи не се случуваат. Првата работа не е многу добра почва за мали компании, за мали партии, пошто тие ако не сте дел од црвената и плавата некој хоризонт, вие не можете да успеете. Да. Либералната ориентација нема, пошто ние сме конзервативно општество. И трета работа е градоначалник независен. Да. Значи, вие по секоја цена сакате да не успее тој човек, за да нема други луѓе кои што ќе помислат утре да се пријават во некоја општина да бидат независни градоначалници. Како може да бидете вие независни и да бидете успешни? Вие мора да бидете неуспешни затоа што само кога сте во ВМРО, СДС, ДУИ и во тие... Во големите партии, тогаш да. може да ве брани некој за тоа што сте бил од таа политичка елита. Така да овие 3 работи од мала партија да бидеш голема, па да направиш некоја твоја политика или некоја либерален концепт да промовираш во Македонија не оди, а и независен кандидат, нели се без разлика менаџерските способности на Данела. Тоа не справам дека може да се лоши, дека таа не успеала, али во ситуација кога ви имате половина од граѓаните што живеат во Скопје, од цела Македонија, и вие да не направите напор да помогнете на град Скопје, макар таа да била и Данела која е независен кандидат, да покажете доблест дека вие сте над тие... Се грижите за граѓаните, конечно. И над суетите ваши, и над таа некоја политичка припадност, па и да биде таа крива, вие мора да преземате одговорност, пошто вашите партии се во тие совети. Вие мора да покажете... Тие се мнозинство, конечно. Да, така да мора да покажете некој вид на одговорност. Ама тоа е, тие партии сакаат по секоја цена, ако треба да умре граѓанинот, само да не успее независниот концепт во Македонија. За да нема други джепови на демократија, утре во други градови, да покаже некој храброст, да се охрабри, па да се пријави како независен кандидат. Во партиска Македонија овие концепти не функционираат. Да го цитирам Бранимир Јовановиќ, тој вели дека парите, затоа што премиерот кажа дека ќе се вложуваат во основни средства за работа, и Јовановиќ стравува дека може да се протолкува, и тоа некогаш и така се толкува, дека основни средства за работа е се купување на коли, градење на некакви објекти, тоа подразбира практично дека нема да има инвестиции, вистински инвестиции. За да биде неговото... Биле на вистина инвестиција. За да се покаже дали овој сомнеш, дали е вистинит, ние треба да ги видиме прво критериумите по кои ќе ги добијат парите. Да. Че власта треба да покаже некоја матрица на критериуми за кои што компаниите се може да се квалификуваат за тој кредит. Да. Ако немате таква матрица, без разлика дали ќе се случи што го вика професорот Јовановиќ, или па тоа другото дека ќе земаат компании кои што се блиску до ВМРО, секогаш ќе постои сомнение дека овие компании се блиску до власта. Само ако покажете транспарентност, например, бодување, дека ако е, не знам, репроматеријали 5, ако има додадена вредност уште 5 поени, ако е машина, значи ако покажете некоја вид на транспарентност, ако е извозно ориентирана компанија уште 5%, значи ние мораме да се фокусираме затоа што ние сегде и во овие јавно приватни компании, како што е образование, како што е
војска, како што е град Скопје, ние имаме истрајна машинерија, ние автобусите 10-15 години, а треба да ги менуваме секои 5 години, 3 години. Така да и по школите немаме ни тоалети, ништо немаме. Ние мора да покажеме и со самите компании да инвестираме, да се модернизираат тие компании, за да бидат конкурентни во регионалните пазари. Зашто е тоа важно? Затоа што регионалните пазари или тие регионални брендови ги носат тие пари после во Македонија како свежи пари да креираат работни позиции. Не може да биде локомотивата на економскиот напредок власта. Ниту локалните велите фирми. Локалните фирми исклучиво. Локалните фирми само го шмукаат овој кеш што уште Македонија и нема некоја додадена вредност. Гледате вие во Србија има регионални брендови. Во Хрватска и така има извозно во Европа извезуваат. Само така напредува компанија. Зашто? Затоа што има и свежи пари, трансфер на ноу-хау, на иновации, на знаење и така натаму, и на нови практики кои што вие ги внесувате во Македонија, а при тоа имате после нови работни позиции и така натаму и така натаму. Вака со компании кои што се супермаркети, кои што се не знам ја бензински пумпи, вие само го зимате тој фри кеш што е во Македонија и ги инвестирате во лични работи, во возила, во градби, некоја куќи и така натаму. Ние сме жедни за компании кои што се технолошки спремни, сервисно ориентирани, компании кои што се извозно ориентирани, кои треба да бидат брендови утре, кои што ќе имат некоја нова практика, некој нов стандард, ноу-хау, за да после тоа да има домино ефект низ целиот сектор во економијата. И државата и регионот конечно. И државата и регионот. А државата да биде само добар арбитар на овој сектор, а не да даде пари и да активно учествува како конкуренција со приватниот сектор. Сега во Македонија, во таа некоја десна матрица на идеологија на мислење, власта се импонира на играта. Не е таа невидлива рака која што преку неки закони, регулација ја регулира играта, туку се импонира преку субвенции, преку криење на приватни. Се наметнува агресивно да биде доминантна. И сега кажи ми која приватна компанија или кој странски инвеститор би сакала да дојде во Македонија каде што конкуренција е власта. Затоа што знае дека таа игра е дестинирана да се изгуби. Така, затоа странските инвестиции ја заобиколуваат Македонија. Затоа што знаат дека Македонија има ептен голем интервенционизам. Има многу преку политики, преку вакви работи. И проблематична демократија. И и нефункционални институции. Корупција огромна. И тоа ако се земат сите после тие работи, тоа е. Но генерално не произведуваме, не сме некоја економија која што произведува вредности или ние сме дисфункционална економија, која што и ако гледаш сега граѓаните нон-стоп према власта ги вртат очите. Што ќе даде власта, дај ќе ги подигне платите власта, а ви имате пола од активното работно население работи во јавна институција и полата работи во приватен сектор. Сега оваа полата треба да го финансира оваа другата половина. И сега кога таа другата половина се соочува со корупција, со криминал, тогаш доаѓа кредитот, странскиот кредит. И семаш пари да ја пополниш таа дупка. Ние мора да направиме 2/3 да бидат во приватен сектор и 1/3 да биде во јавен сектор. Затоа што 2/3 се го полнат буџетот многу подобро него ако се 50-50. Ви благодарам за овој разговор.